До овој момент има според вашите информации? Според тоа што сега имавме состанок на кризниот штаб, според нашите информации до сега има 118 згрижени низ болниците во државата, во Кочани, во Штип, во болниците тука. Сега одиме на клиничка болница на хирургија и на Карил да видиме нешто има на пластична хирургија и на детска хирургија. Сите детални информации ќе ги дадеме. Тоа што е најбитно е дека нема пациент кој што не е триажиран и што не е сместен из болниците во државата. Сите наши капацитети се ставени во функција и се надевам дека ќе дадеме максимум од себе за да спасиме што повеќе животи на децата на кои што им се случува трагедија. Колку критични пациенти од овие 118? Не би сакал да шпекулирам. Сега одиме на хирургија да добиеме детални информации. Повторно ќе бидеме во контакти, нон-стоп ќе ви информираме за сите настани што се случува. Има ли доволно капацитети клиничкиот центар, хируршките клиники со оглед дека има најавено реновирање на Карил? Дали тоа ќе се пролонгира и дали може таму да се згрижуваат најтешко болните на кои им е потребно интензивно лекување? Секако дека има. Тука се веќе и 8 септември ангажирани и градска болница, ви кажав и клиничка болница во Штип. Не сме почнали со реновирање и нема да почнеме додека не ја завршиме успешно колку што можеме оваа ситуација. Добро, дали имате најави дека ќе пристигнуваат и други со оглед на тоа што првичните информации од Штип и од Кочани се дека се болниците Затоа ви кажав сега какви се информациите. Повторно ќе ви информираме ако има нешто ново. До сега од кризниот штаб што добивам информации дека сите се триажирани, сите се хоспитализирани, односно згрижени во нашите здравствени капацитети. За какви повреди најчесто се работи кај овие 118? Не би сакал сега да кажам, ве молам да добиеме точни информации за да нема некакви дезинформации. Дали имате информација дали некој во меѓувреме им подлегнал на повредите од оние тешко хоспитализирани? Не би сакал, се надевам како влада ќе излеземе со целиот кризен штаб на владата и ќе ги дадеме сите информации. Пред малку од Институтот за трансфузиона медицина излегува со информација дека има доволно единици на крв и дека нема потреба од вонредни дарувања. Имате ли ваква информација и доколку има потреба, дали вие лично или институтот ќе им се обрати на граѓаните за да бидат хумани и да излезат во пресрет? Секако дека ако има потреба, меѓутоа со директорот се слушнав од наутро и мислам дека имаме капацитети, имаме резерви, така за сега нема потреба. Меѓутоа ако има нешто дополнително потреба од крвни деривати, секако ќе кажеме на јавност. Има ли во приватните болници? За сега ние сме во комуникација со државните болници, бидејќи немавме потреба. Иако треба да кажам дека и од соседните држави ни се јавија, Министерот за здравство на Бугарија ми се јави дека се подготвени за се што треба, евентуално ако има потреба да им кажеме и тука се за да ни помогнат. Има ли потреба од дополнителна странска помош во овој момент или можеме да се организираме како здравствен систем? За сега мислам дека конкретно сме организирани за сега. Меѓутоа ако има нешто ново ќе ви известим. Да, сега одите на клинички центар да ги видите и може ли да очекуваме првични и попрецизни информации за 15 на минути? Клинички, од тука одам после во Штип, од таму одам за Кочани. Да, за 15 на минути сите медиумски екипи